Вести на Канал 8. Општините Чешиново, Блешево и Зрновци се вклучени во проектот Информативен центар за превенција, што го реализира секторот за внатрешни работи. Тоа треба да овозможи полесна комуникација меѓу полицијата и местното население, за да се постигне подобрување на безбедносната состојба. Истурени пунктови на полициската станица од Кочани во форма на информативни центри за превенција започнуваат со работа во општините Чешиново, Блешево и Зрновци. Токму на 9 декември, денот на превенција во Министерството за внатрешни работи, со средби со првите луѓе на двете локални самоуправи беше официализиран стартот на проектот. При тоа беше речено дека со отворањето на информативните центри во рамки на секторот за внатрешни работи треба да се подобри безбедносната состојба во регионот, односно да се зголеми чувството за безбедност кај граѓаните и да се подобри довербата кон полицијата. Во еден ден од седмицата, поточно во ден вторник во Чешиново, Блешево и во ден петок во општината Зрновци, во временскиот период од 9 до 15 часот, во седиштето на општината ќе бидат присутни полициски службеници, кај кои што ќе можат граѓаните да се јават, да им се обратат и со полициските службеници да разговараат на различни теми од безбедносен карактер. Целта на овој проект е да се зголеми соработката помеѓу полицијата и граѓаните согласно стратегијата за превенција, која што е директно поврзана со стратегијата за реформи на полицијата, со цел трансформирање од традиционалниот модел на полициско работење во модел компатибилен со европските стандарди. Во реализацијата на проектот, двете локални самоуправи имаат улога на активни соработници, кои треба да придонесат за прифаќање на дел од одговорноста од областа на превенција на криминалот, прекршоците од разни области и други проблеми од безбедносен карактер. За градоначалниците на Чешиново, Блешево и Зрновци, ваквата новина е добре дојдена и тие очекуваат нејзино вистинско заживување. Општината Чешиново, Блешево секој вторник има службено лице од МВР со тоа што ќе ги слушнува сите проблеми што ги имаат граѓаните и се надевам дека ова еден голем благодет за граѓаните на општината Чешиново, Блешево, ќе бидат подобро запознаени со работата на МВР и воедно и ќе ги искажуваат своите проблеми, како што каже и заместник началникот, и се надеваме дека и понатаму ќе продолжи оваа соработка, што од многу пати ни требаше оваа поддршка од МВР. Во нашата општина ќе биде присутен полициски службеник секој петок од 9 часот до 15 часот, каде што ќе можат граѓаните да контактираат, да разговараат со полицискиот службеник со цел да се подобри безбедносната состојба во нашата општина. Значи, на овој начин ќе дојде до повторно враќање на довербата на граѓаните кон полициските службеници и со цел да се смени перцепцијата од полициската функција како недостапна за јавноста. Полициските службеници што ќе работат во информативните центри за превенција ќе користат простории што ги обезбедија двете општини и тие се наоѓаат во зградите на локалните самоуправи. Центрите започнуваат со работа од оваа недела, односно в петок за Зрновјани, а во вторник жителите на општината Чешиново, Блешево ќе можат да остварат контакт со надлежните полицајци. Ги прашували некои граѓаните и граѓанските здруженија при креирањето на буџетот на општина Кочани за наредната година. Таквото прашање се наметна на јавната расправа за нацрт буџетот што се одржа во рамки на последната седница на Советот. Со недоволна информираност на јавноста и без присуство на граѓаните, општинската администрација ја одржа јавната расправа за буџетот за 2016 година. Таквата постапка немаше поголема транспарентност со оглед што можност за дискусии имаа само членовите на Советот на општина Кочани, затоа што расправата се одржа по завршувањето на последната 39-та редовна седница. Во образложението од секторот за финансии беше речено дека е изработен добар финансиски план, што до година треба да ја обезбеди развој на општината. Единствено ќе кажам дека вие до година ќе имате многу поразвоен буџет, затоа што за прв пат капиталните расходи ќе изнесуваат 55%, а оперативните 45%. Прв пат се случува дека капиталните трошоци во буџетот ќе бидат многу поголеми во однос на оперативните.
Забелешки од советниците беа упатени за нетранспарентноста при изготвувањето на нацрт буџетот. На ова јавна расправа, освен советниците, не се никој останати покането, што не е добро, бидејќи тоа е години назад, меѓутоа као генерална забелешка мислам дека не е во ред. Напротив, треба малку потранспарентно да се создава буџето и да биде представен и пред други интересни групи, како што се од невладени организации, спортски клубови и така натаму, за да може секој да даде свој допринос за нацрт буџетот за следната година. Дали имаме оваа година можност да реализираме јавна расправа за граѓаните? Форумските работи ги имаме ние како искуство, меѓутоа мислам дека немаме желба за да го направиме тоа. Јас ќе се сложам со вас дека јавната расправа треба да биде организирана на друг начин. Меѓутоа, вистина е дека ниту граѓаните, не е тоа само кај нас, ниту граѓаните се многу заинтересирани за расправа вака како советниците нормално и затоа и не се вклучува толку, имаме многу малку граѓани кои би се вклучиле во расправата, затоа што крајниот резултат е дека буџетот, без разлика на нивните предлози, буџетот го гласа и го донесува Советот. Ваквото образложение не беше прифатено од советниците. Ваква јавна расправа не е јавна расправа за буџетот. Значи, под јавна расправа се подразбира кога сите групи кои што се вклучени, барем организации, ќе бидат информирани дека ќе има јавна расправа. Алексов даде и конкретен предлог. Да се организира уште една јавна расправа за буџетот за 2016 година, во која што ќе бидат поканети и сите организации, невладени организации, спортски клубови и да биде објавено дека стварно ќе има јавна расправа. Сега, која би била сврхата да организираме уште една јавна расправа, па вие се усвоивте. Значи сите програми ви се усвоени. Нема поправка на тоа. Шансата за поголема вклученост на граѓаните во креирањето на буџетот на општината за идната година не е искористена. До донесувањето на конечната верзија на финансискиот плански документ, вообичаено Советот треба да одржи уште една седница, на која, според досегашното искуство, се прави само формално усвојување. Од Автомотосојузот на Македонија ги предупредуваат возачите за поголема внимателност при управувањето со моторни возила поради присуство на магла на повеќе патни правци во регионот. Според известувањето, видливоста е намалена на 50 до 100 метри, посебно во котлините, поради што внимателно треба да се вози на патните правци кон Кочани, Прилеп, Ресен и Тетово. Сообраќајот на сите патишта во Македонија засега се одвива без забрани, а на местата со магла можна е зголемена влажност на коловозите, поради што исто така е потребна дополнителна внимателност при управувањето со моторни возила, особено во вечерните часови. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Продолжуваат хуманитарните активности за собирање финансиска помош на Ленче Манова. Кон иницијативата се вклучува и локалната самоуправа со организирање концерт на етногрупата Монистра. Продолжува граѓанската иницијатива што ја започнаа музичарите од Кочани за собирање хуманитарна помош за нашата сограѓанка Ленче Манова. Со цел да го поддржи нејзиното лекување, општина Кочани ќе организира хуманитарен концерт на кој ќе настапи македонската етногрупа Монистра. Концертот ќе се одржи в петок на 11 декември во Центарот за култура Бели Мугри со почеток од 20 часот. Билетите по цена од 150 денари веќе една недела се пуштени во продажба, а заинтересираните можат да ги набават во кафе-барот Класик во трговскиот центар и во ресторанот Пролет. Општина Кочани ги повикува сите граѓани што имаат можност да го проследат концертот и да помогнат во спасувањето на младиот живот на Манова. Неодамна, музичарите од Кочани организираа свој концерт што се одржа во ноќниот клуб Пулс, а на кој настапија локални музички групи и поединци. Собраните пари од продажбата на билетите тие ги донираа за медицинската операција на Манова, што треба да се реализира во Загреб, Република Хрватска. Пред крајот на календарската година, Сдруженијето на пензионери од Кочани организираше традиционалната средба, на која беа сумирани постигнувањата на неговите членови на спортски план.
Солиден успех постигнаа членовите на Сдруженијето на пензионери од Кочани на неодамна одржаното државно спортско надпреварување. Во силна конкуренција, екипно, тие го освоија 5-то место, со што уште еднаш ги потврдија добрата физичка подготвеност и умешноста во дисциплините во кои настапуваат. Во рамки на одбележувањето на успехот, а пред крајот на календарската година, во просторите на Сдруженијето се одржа традиционална средба на која беа представени најдобрите пензионери спортисти. Од 41 здружение ние ги освоивме 5-то место со вкупните резултати и да ви кажам од 41 здружение кои што беа на една олимпијада, што ја викаме ние на ниво на република, сметам дека тоа е едно големо признание и ние имаме веќе стандардни 4-5 години во врво на Македонија. Најстандардни се наши шахисти, теглачите на јаже исто така са добри, али имаме добри поединци. Еве, например, овој нашиот представник Ѓорги Наумов у скоку, веќе регистриран на ниво на Македонија од меѓу првите 4-5 години. Така да сметам и другите сите што учествуваат и стрелачите са посебно имат голема заслуга. Ние имаме одлична женска екипа. Женската екипа за сосема мал број на поедини освои медаљи. Серафимов им честитеше на сите пензионери кои учествуваа на спортските надпревари и постигнаа добри резултати. Исто така, тој ја искористи можноста за да го најави предстојниот предновогодишен концерт, што е планирано да се одржи во Кочани на 17 декември. На него, покрај домакините, ќе учествуваат и гости од Сдруженијата на пензионери од Куманово, Кавадарци и Прилеп. Со вечерна богослужба наспроти празникот и божествена литургија на која чиночествуваше митрополитот Брегалнички Иларион во Кочанскиот храм беше одбележан празникот посветен на Свети великомаченик Ѓорги. На тој ден се претпоставува дека е осветена Кочанската црква, посветена на истоимениот светец. Голем број верници се собраа во Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги да го прослават празникот чие име го носи. Се смета дека на овој ден е осветен храмот, па затоа заслужува посебно внимание, иако храмовата слава се празнува на 6 мај Ѓурѓовден. Се претпоставува, не сме 100% сигурни дека храмот посветен на Светиот великомаченик Ѓорги во Кочани е осветен на тој ден, но голема е веројатноста да биде токму на овој ден. Со сигурност можеме да потврдиме дека е подигнат, односно осветен во 1917 година, додека според историските сведоштва почнува да се гради во 1912 година, значи се гради во цели 5 години. И неговото осветување, пак ќе речем како што претпоставуваме на овој ден во 1917 година. Со литургијата служеше владиката Иларион и свештениците од Брегалничката епархија, кои на верниците им порачаа да се сакаат меѓу себе и да шират разбирање, љубов и толеранција. Многу верници месеа погачи за здравје. Оние кои го носат името на светецот го славеа имениот ден, а доста семејства го празнуваат како домашна слава и подигаа панагии. На вечерната богослужба наспроти празникот се служеше и посна вечера. И за крај информацијата од спортот. Пионерите од пинг-понгарскиот клуб Винспин од Виница се државни прваци. На турнирот што се одржа во Струмица, тие го освоија победничкиот пехар и се закитија со златни медали. На последното екипно пинг-понгарско правенство во пионерска конкуренција, екипата на Винспин од Виница стана државен првак. На турнирот што се одржа во Струмица, тие го освоија првото место и се закитија со златни медали и пехар. Таквиот пласман за нив е очекуван со оглед на квалитетот што го поседуваат, но успехот е уште поголем затоа што се работи за млада екипа која за краток период станува сериозен противник за поискусните противници. Тоа за нас представува голем успех, бидејќи сме кратко време од нашето формирање, практично после само 2 години, значи имаме направено постигнато солиден резултат. Претпоставувам дека тоа ќе биде подстрек за нашиот клуб, за пионерите, членовите на клубот, уште повеќе поактивно да тренираме, да вежбаме со цел да го одржиме тоа некој ниво што го имаме постигнато и уште да го подобриме. И младите пинг-понгари се задоволни од својот успех и ветуваат продолжување на добрите резултати. Ова за нас е многу голем успех, затоа што
Клубот постои веќе неполни 2 години. Пошто од помал сум имал желба и сега кога се отвори клубот во Виница, одма се запишав и така продолжив да тренирам. Јас тренирам 1 година. И сум среќен што го освоив овој медал и донесов успех за екипата. Ваквиот успех за пионерите на Винспин не е прв, затоа што и минатата сезона во парови тие се закитија со сребрен медал, а поединечно еден член го освои 3-то место. Клубот своите тренинзи ги одржува во просторија на средното училиште во Виница и во моментот брои 10 активни членови. Поголема финансиска поддршка се уште нема, но наидуваат на разбирање кај поединци кои помагаат во работата. Пред се успехот го должиме на нашиот тренер, професорот по физичко воспитување, пензионираниот професор Филимон Попмихилов од Кочани, кој волонтерски ја извршува таа работа, доброволно без ников финански надомест, доаѓа, ги учи децата со вештините на овој спорт. Многу пати знае да фактички да го спонзорира работењето на клубот со превезување на децата до одредено место, учество на некои такмичења и слично. Така да користам оваа прилика да се заблагодарам и на него. Исто така и на директорот на гимназијата, господин Зоран Ангелов, кој ни ја даде оваа просторија, имаше слух за нашите потреби и продолжуваме натаму со тренинзи и со вежбање со цел да постигнеме уште подобри резултати. За продолжување на досегашните постигања на младите винички пинпонгари им недостасува попрофесионална опрема, како и дополнителна финансиска поддршка. Сепак и во условите во кои сега работи клубот, тие ветуваат дека сериозно и напорно ќе тренираат за да го оправдаат досегашниот успех. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.